Парите од самопридонесот ќе бидат искористени за изградба на 2 нови резервоари наместо реконструкција на старата водоводна мрежа. Ова како решение го налага новонастанатата ситуација. Референдум нема да се распише заедно со парламентарните избори, истакна денеска градоначалникот Иван Јорданов. Причината е што согласно законот референдум е предвидено да се организира во недела, а овие избори во април и мај се организираат во среда. Посочува дека заради тоа невозможно е на 24 април и 8 мај штипјани да се изјаснат за тоа како да се трошат парите од самопридонесот. Средствата од самопридонесот, без да се распише референдум, ќе можат да се искористат за изградба на резервари, а ние дополнително како локална самоуправа ќе одвоиме средства за промена на главните водоводни линии, за застарената водоводна мрежа, која што исто така создава проблеми во водоснабдувањето и честите дефекти кои што се случуваат на водоводните линии. Овде не ја исклучуваме можноста да најдеме и да бараме друг дополнителен извор на финансирање кој што ќе биде искористен во насока на промена на застарената водоводна мрежа. Изградбата на новите резервоари во високите зони ќе го реши проблемот со водата за пиење. Ова особено ќе биде во населбите кои се во повисоките делови на Штип. Јорданов посочува дека постапката за искористување на парите од самопридонесот ќе започне веднаш по завршувањето на изборите. Дополнително околу 4 до 5 милиони евра ќе бидат неопходни за замена на старите цевки. Овие пари општината ќе ги бара од европските фондови. Некаде околу 4 до 5 милиони евра се неопходни за промена на критичните точки каде што се случуваат дефекти, односно оние најзастарени водоводни мрежи, кои што се азбесно-цементни, но освен овие средства, планот и целта е да се направи исто така и еден скада систем со кој што ќе се контролираат загубите на вода кои што јавното претпријатие ги има, а се огромни, некаде околу 60% од водата се губи. Инаку парите од самопридонесот кои ги имаат собрано штипјани се во висина од околу 1 милион евра и стојат на посебна сметка. До сега имаше 2 неуспешни референдуми за нивно искористување.